Драги пријатели, ценети сограѓани и наши луѓе од блиску и од далеку. Добре дојдовте на традиционалните селски средби во нашето убаво и гордо Џидимирци. Да кажам нешто. Без Гиге, без генералот, Џидимирци, така како што е сега, никогаш не би постоело. Чест и задоволство ни е што сме дел од овие џидимирски средби кои што се одржуваат по 9-ти пат, веќе оди на традиционално. Чест и задоволство е што сме дел од сета оваа приказна. Посебно што имаме една џидимирска соба која што безбедивме во рамки на етнолошката поставка. Почитувани дами и господа, почитувани присутни, добар ден и добре дојдовте на одржувањето на 9-тите поред џидимирски средби, како и на одбележувањето на 10 годишнината од поставувањето на спомен обележјето на местото каде што некогаш било Џидимирци. Македонци
се заблагодарам што дојдовте на оваа наша 9-та средба на потомците од селото Џидимирци. По долги години не заборав, повторно се сретнуваме за да ги оцираме спомените на нашето детство, поминато во селото Џидимирци. Ние ги одржуваме секогаш овие средби во првата самота месец јуни и во изминатата година, во изминатите 12 месеци, се случија некои работи, некои многу добри работи за нас џидимирчани, се разбира и не така добри, а имаме одредени загуби. Најважната работа што се случија се тие што на ланските избори 20 наши потомци стана градоначалници на 2 општини. Нашата Марија Нацева убедливо победи и со тоа стана градоначалник на општина Неготино. Таа е првата жена градоначалник на општина Неготино. Марија е ќерка на Стојан Нацев, роден џидимирец и џидимирчанец. Кире Нацов, потомок од џидимирци, по втор пат победи во градско и го доби мандатот за уште 4 години да ја води општината. Повторната победа е потврда дека тој успешно и честно ја водел општината во првиот 4 годишен мандат. И не честитаме победата и им посекуваме успешна работа. Регистрираше многу познати и драги лица, кои што кај мене предизвикуваат чувство дека сум своја помеѓу своите. Ова од причина што, како и моите предци, сме со потекло од џидимерци, а токму враќањето во минатото, преку спомените, вообичаено буди многу емоции. Сеќавање на родното село се најтоплиот дом за душата, па токму затоа и ова мое прво обраќање пред сите вас во својство на градоначалничка на општина Неготино е исполнето со возбуда и длабоки чувства. Ги собрав цветовите во една китка и нанижав гердан од разноликост на градите. Го собрав житото од полска летина и нанижав патека широка до срцето. Ја вметнав мојата панделка од непребол за да не тагувам.
да го чувам моето татковината и дедовината на моите предци и да бидам македонка со става, глас и љубов кон минатото со борба изборено. Джидимирци. Джидимирци е село со спомени на стари и немоштени лица, чија историја е длабоко запишана на светата кирилица. Напуштени родни полиња со златна лозова жица и црвена и црна садница, а во Тиквишкиот крај најсладката лубеница. Во Джидимирци тишината владее, само тивкото ветре дрвјата што ги вее, раскажува и го носи гласот на славејот што заветно пее. Ја излези стара мајко, долу пред портите, загорини стара мајко, што рожина Кои секоја година и оваа година на поединци и установи кои што дале придонес во организирањето и одржувањето на джидимирските средби, ќе им бидат доделени плакети. Го поканувам председателот на Граѓанскиот форум за джидимирци, господинот Јован Лазарев и госпоѓа Марка Бумбаровска да асистира за доделување на наградите. Уште една заедничка фотографија и благодарност до сите. Ja,
присуството и беше задоволство повелете да сме живи и здрави до година на јубилејните 10 Джидимирски средби и исто така повелете на скромен коктел во фоајето на Центарот за култура. Благодарам, имајте пријатен остаток од денот.